Евгенија Масленко, 2 година, правни студии. Демос крате. Владење на народот. Колку мокни зборови, чиниш можат ѕидови да урнат, тирани да срушат, нови општества да создадат. Да, мокни зборови кои предизвикуваат морници по телото, а во нивната суштина представуваат најголемата илузија. Демократијата не значи само право на глас, кој многу често е само едно обично заокружено ливче хартија. Таа не се мери по бројот на организираните избори, туку таа е вредност што се практикува секојдневно, со владењето на правото, независноста на судството, слободата на говор и со отчетноста на лидерите. Дали има владење на правото, ако обичниот граѓанин сонува за праведна судска одлука? Која е таа независност на судството, ако политиката е длабоко инфилтрирана во правосудството? Ако криминалците, наместо да бидат зад решетки, си уживаат во престижот да не се биде казнет. Ако за едно исто дело, еден добива затворска казна, а друг е ослободен поради повреда на постапката. Во Македонија, судските случаи намерно се развлекуваат до бескрај за олигарсите да можат да избегнат одговорност. Ова е демократија? Ова ли е владење на народот на кој што сите ние припаѓаме? Не, ова е селективна правда која опфаќа само малкумина. Таа во Македонија стана правило, а не исклучок. Правдата веќе не е слепа. Не и се прикриени со превез очите и веќе не мери со цврста рака. Не, таа дзирка под превезот, а низиниот поглед не е свртен кон вистината, туку кон моќта. Но тука не престанува анархијата. Сведоци сме на масовна партизација на институциите. Секои избори носат нова чистка, нови вработувања по партиски списоци и нови лојалисти кои што не работат во корист на граѓаните. Останува клучното прашање. Како граѓаните би се информирале за овој партиски хаос, кога токму медиумите не се ништо повеќе од гласноговорници на оние кои што ги финансира? Наместо да бидат независни, медиумите се претварат во пропагандни машини, а ние свесно ја пиеме лагата што најмногу ни одговара. Ако вистината е потисната, ако правото на информираност е изиграно, со кое право зборуваме за демократија? Апатија, чиј резултат е децениско продавање на народните интереси и очекувања. Но ова не е само резултат од минатото, туку и причина за тоа што не можеме да зачекориме во иднината, туку тапкаме во исто место. Граѓанската апатија е најголемата победа на корупцијата, бидејќи најлесно да се владее со народ кој верува дека неговиот глас нема значење. Го кревам мојот глас и повикувам на разрешување на представниците на судството и обвинителството, согласно бројот на поништени пресуди и бројот на застарени судски предмети. Нивното место да го заземат младите, некорумпирани суди, кои што ќе поминат низ ригорозните филтри на селекција, бидејќи за секој еден од 134.000 нерешени предмети стои некој кој чека правда, а правдата очигледно доцни. Повикувам на решавање на судските спорови во разумен рок, за да не се злоупотреби времето за заштита на нечии интереси. Демократијата е столбот на една држава. Таа не сме да биде искроена од политички интереси на чинители кои не покажуваат никаква одговорност. Затоа не смееме да дозволиме судбината на државата да ја кројат луѓе кои се водат од корупција и клиентелизам. Бидејќи демократијата умира во тишината, но се буди во гласот на народот.